почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Владеачкото мнозинство на сила и без почитување на правото на амандманска расправа го донесе неуставниот закон за двојазичност, кршејќи го уставот, законот и деловникот на Собранието на Република Македонија. Со овој неуставен, неприменлив и штетен закон, без постоење на реална потреба, се наметнува двојазичноста на целата територија на Република Македонија. Со овој закон се предвидува и двојазичност на парите, ковани и книжни, но и на униформите на полицијата, пожарникарите и здравствените работници. Овој закон е во целосна спротивност со Уставот и амандманите 5 и 8 од истиот. Овој закон ја загрозува унитарноста на државата и единството на полицијата како орган. Ова е сосема спротивно од ветувањата на Зоран Заев, дадени пред македонската јавност и председателот на државата Иванов, а искажани од партиска пресконференција на 10 март 2017 година, на која Заев кажа дека уставните експерти кои ги консултирал му укажале дека двојазичноста на парите и униформите е спротивна на уставните одредби. Заев вети, Заев излажа. Со новиот закон за двојазичност, парите, ковани и книжни, ќе бидат двојазични. Двојазични ќе бидат и униформите на полицијата, пожарникарите и на здравствените работници. Заев ги излажа македонските граѓани и председателот Иванов кој му го даде мандатот. Почитувани, законот за двојазичност е неуставен. Тоа го потврди и експертите по уставно право, а и председателот на нашата држава. Социјалдемократскиот сојуз наместо интересите на државата и граѓаните, на преден план ги стави коалициските интереси. Владеачкото мнозинство не ги испочитува забелешките на председателот Иванов за неуставноста на законот за двојазичност. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ се ставија над Уставот на Република Македонија. Од тука, чекорот на председателот Иванов да не го подпишува указот на законот за двојазичност е државнички потек и единствено очекуван потек кога се крши Уставот и се дерогира правото во Република Македонија. ВМРО ДПМН не го признава овој закон и никогаш нема да го признае овој неуставен закон. ВМРО ДПМН потенцира дека за ова флагрантно кршење на правниот поредок на државата одговорност ќе има. ВМРО ДПМН ќе поднесе интерпелација и кривична пријава против Талат Џафери, која узурпираше функцијата председател на Собранието на Република Македонија. Ви благодарам.